Нема мерки и активности за олеснување на работата на малите и средни предпријатија или за ослободување од обврските какви што имаат големите компании. Со вакви обвинувања излегува денес од Организацијата на работодавачи, од каде истакнаа дека без поддршка од државата за нив нема живот. Според тие критериуми што можев да ги видам, се помага на брзорастичките компании. Компаниите кои имаат зголемување и на извозот, и на зголемување на платите, и зголемување на вкупните приходи во текот на годината, се разбира дека сите наши компании не се такви. И од микро компаниите има кои кубурат од ден на ден и тешко ги зголемуваат своите активности. Во државата, тврди Димитров, има таква законска регулатива која оди на штета на компаниите и тоа мора да се смени. Законот за безбедност и здраве работа има толку и здраве при работа, има толку многу обврски за тие микрокомпании да скоро половината од нив инспекторите се знаат дека не може да ги применат. Значи постоje многу закони во кои она што го рековме ние лани, најпрви да мислим на најмалите. Мора така да размислуваме ако сакаме тие мали и средни предпријатија да ги помогнеме да станат големи. Работодавачите имаат и конкретни предлози со кои тврдат дека ќе се подобри положбата и шансите за работа на малиот и среден бизнис. Зошто првите 3 години сите контроли во малите и средни предпријатија не бидат само опомена и обука, а не казна? Зошто првите 3 години да мора тие да имаат овласник книговодител? Нека земат на во еден Excel, нека водат приходи и расходи. Значи можеме на многу начин да им помагнеме. Имаме закони во кои дури и самите инспектори се свесни дека малите компании не може тоа да го спроведат, па и гледат низ прсти, но во законот тоа не го пишува. Секторот на мали и средни предпријатија опфаќа над 98% од вкупниот број постојни предпријатија и е значаен чинител на економскиот раст со околу 68% учество во бруто домашниот производ и 2/3 од вработените. Ова значи дека тие се главен чинител во економијата на секоја држава, особено на оние во развој.